СДСМ бара итна декласификација на целата документација поврзана со случајот што власта се обиде да го представи како наводна афера за прислушкување. Мицкоски вели едно, дека наводно бил прислушуван, а директорот на Агенцијата за национална безбедност го демантира и вели друго, дека станува збор за прибирање информации за таргетирани лица. Кој овде лаже? Овој случај мора да биде целосно достапен на јавноста за да се утврди дали и кој ја злоупотребил функцијата во безбедносните служби. Доколку Агенцијата за национална безбедност тоа не го направи, ќе стане јасно дека станува збор за уште еден неуспешен обид за манипулација од страна на власта и предизборна злоупотреба. Тоа е одлика на инфантилни политичари и популистички партии кои имаат само една цел – да го одвлечат вниманието од реалните проблеми со кои се соочуваат секојдневно граѓаните. Растечкото незадоволство кај граѓаните поради катастрофалните политики и неисполнетите ветувања е само една од причините зошто ВМРО ДПМН рециклира потрошени стратегии од времето на Никола Груевски. Само итната декласификација на целокупната документација за случајот со Агенцијата за национална безбедност ќе покаже дали се работи за реален безбедносен проблем или за уште една ефтина манипулација на власта во обид да се покријат сопствените неуспеси.